Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Главна тема во светот: почина папата Франциск на 88 годишна возраст. Патриархот на првиот човек, поглаварот на католичката црква, неговата светост, папата Франциск, почина во Рим. Ово утро заедно со мене двајца колеги од Радио Лидер, Искра Коровешовска. Добро утро. И професорот Звонимир Јанкуловски, со кој ние обично дискутираме за политика, но тој е поранешен амбасадор на Македонија во Ватикан, голем познавач на приликите таму, човек кој лично го познава папата Франциск и автор на книгата Сите легии на папата Франциск, папата Франциск, гласот на совеста на светската политика. Да. Добар поднаслов. Па добро, тоа е... Ко за религиски лидер. Па и насловот е интригант. Па добро, прашањето за религиски забораваме дека сепак беше лидер на една држава која во меѓународното право, сега ако почнам да објаснувам статус на Ватикан, односно Светата столица во меѓународното право, ќе ги збуниме слушателите. Меѓутоа, факт е дека се работи за голем државник кој си замина, еден од луѓе кои ги обележа последната деценија од неговото папство. Колку траеше, мислам, едноставно папа кој знаеше дека нема долго да биде во папската столица. 12 години од 13 март 2013, 21 април 2015. И папа кој уникатен по тоа што доаѓа од језуитите. 2025. Да. Ја замина 2014, значи година дена од неговото, од времето, односно датумот кога стана папа. Вие бевте со Рајцингер? Не, ја бев со папата Франциск. Рајцингер си замина во она што би се рекло уникатно или прецедент во папството во Светата столица. Тоа е што го отстапи престо, односно столицата е отстапи на папата Франциск, кој беше избран од конклавата, и двајца папи кои диаметрално спротивно се разликуваат како во поглед на разбирањето и на религијата генерално. Не толку, меѓутоа во водењето на државните работи. Така што кога збориме за религиски лидер, секој ќе да имаме предвид на димензија на државник, голем државник кој си замина со неговата смрт. Искра, вчера вие имавте на телевизија Алфа еден специјален коверич, би се рекло, на папата Франциск, неговата биографија и така натаму. Кој е папата Франциск? Се смета дека е еден од најпрогресивните лидери на католичката црква. Ако сакате, првиот папа што признал дека не е светец, туку дека е човек, затоа што претходно за папите се гледаше како за луѓе со свет карактер. Потоа еден језуит од оној ред на језуити, луѓе кои му служат на Исус Христос, практично војници на Бога. Тоа е втората деноминација која има, и третата првиот папа кој не доаѓа од Европа. Ништо не е случајно, сигурна сум дека тамо оно што професорот го зборуваше пред да влеземе во студиово, дека практично тоа е еден вид на сериозна државна поставеност, би рекла, и политички, стратешки спланирана личност која не е ни малку наивна. Во Ватикан ќе ви кажат дека Светиот Дух имено го бира папата, мислам, кога ќе седнат во конклавата во во конклавата, да, кога ќе седнат, дека не го бира тие, туку Светиот Дух е тој што ги води во изборот на тој рече не во Систинската капела, таму се одржува. Но папата Франциск е првиот папа кој кажа тоа не е точно, мене ме бираат луѓе. Апсолутно, меѓутоа неговата линија оди од Господ преку Свети Павле, Свети Петар во
Професоре, зошто има критика, можев да сретнам на социјални мрежи, са тоа не е нели релевантно поле за дискусија од овој аспект, бидејќи треба сериозно познавање на целава оваа институционална поставеност и стотици години наназад. Зошто е критиката дека себе си се смета за језуит, односно припаѓа на таа ложа? Зошто критика, тоа се луѓето го доживуваат оние кои следат. Најрадикалниот, можеби, меѓутоа и најобразованиот дел од католичкото свештенство, така што воопшто не е за подценување. Они се посветени на Бога во вистинска смисла, они се мисионерите кои одат ја шират верата. Може да ги најдете во неблагодарните предели во светот кога одат да ја шират верата, така што луѓе кои се спремни да жртвуваат се во име на верата. Мислам, така што неговата посветеност кон верата и кон Бога е тука не е спорна или не е доведена ниту во прашање, иако со некои негови изјави често пати беа толкувани поинаку во обид да се наметни дека се модернизира црквата на одреден начин, меѓутоа кога ќе видите дека кога ќе сумираме на крај, ќе видите дека целата реформа на католичката црква во времето на папата Франциск во основа не отстапува во ниеден дел од она што е теолошко учење, односно не отстапува. Многу е логично современо да се следи, да се приближува на различни начини. Апсолутно. Католичката црква го губи своето членство, тоа е евидентно. Европа во основа се повеќе превладува секуларизмот, иако се почива на европски корени. Ќе видите дека во своите патувања папата Франциск ми се чини само еднаш или два пати беше во Европа, меѓутоа не во Европа, во Европскиот парламент, каде што се обрати пред европратениците, меѓутоа не посети европска држава со оглед дека баре од Европа да се врати на традиционалните корени, на семејството, на... Интересно, беше се ова, интересно е дека како папа никогаш не ја посети ни родната Аргентина, каде што е роден како Хорхе Марио Бергилио би дошло на македонски. На многу интересен начин станал папа, откако имал одредена невозможна, невозвратена љубов, рекол, ако не можам да те оженам тебе, тогаш ќе му служам на Бога, односно ќе бидам свештеник. Многу интересна приказна, додека бил кардинал во Аргентина, се смета за еден од најскромните кардинали. Односно, никогаш немал послуга, за разлика од другите, готвел сам, се движел со јавен превоз, односно со автобус. Таков остана до крај. И со метро, неверојатно скромен човек, особено доколку е професорот бил во Ватикан и ги видел раскошните страни на католичката црква и како златото и Бога се многу блиску, во таа филозофија, но таму доаѓа човек со сосем различни гледишта, човек кој им ги мие нозете на мигрантите од Сирија, човек кој на затворениците исто така, кој постојано ги посетува затворите, човек кој едноставно покажува една социјална димензија на црквата. Кој направи фискална контрола во Ватикан, односно во Светата столица, и човек кој не живееше сабајле, читам ги запечатиле папските папскиот апартман го запечатиле. Во основа тој е запечатен за целото негово престојување во Ватикан, затоа што живееше во Санта Марта, во скромниот дел на не во палатата, во апостолската палата, туку во скромниот дел на Ватикан, знате, позади зидините, така што неговата скромност, неговата посветеност на Бога најдобро се гледа на тој начин. Преку скромноста и преку... Комплетно го смени, ја смени сликата за католичката црква, затоа што она што кажав, раскошноста или раскалашениот живот на одредени бискупи го доведе под сомневање, односно го стави под знак прашање, побара, знам во Јакобев, побара од еден надбискуп, сега не ме држите, во Германија, да го напушти местото, затоа што уредувајќи ги апартманите во кои престојувал, купил када, не знам колку, сигурно баснословна сума беше, мислам,
само за када што остана за другото, така што се обиде да постави некоја финансиска дисциплина, па банката влезе во на ревизија, ти подобро се разбираш во тие на средствата кои ги вршат големите ревизорски куки во светот, бараше посветеност на свештенството, на верата, не на богатството и слично, скромноста да биде промовиран. Професор, ви го запознавте? Да. Каков беше во живо? Оставаше ли впечаток на некој кој одгоре, нели, ве гледа од врвот на... Затоа што папата веројатно заедно со председателот на Соединетите Американски држави, со уште неколку луѓе во светот, ево топ 5 највлијателни луѓе на планетата, кои ќе видите, нели, колку милиарди католици има и така натаму, оставаше ли впечаток на еден строг, мокен човек? Како изгледаше сето тоа? Не, јас сум од оние кои патувал многу, сега да бидеме реални, не сум човек што се фасцинира од луѓе, посебно не сум човек што се фасцинира од авторитети, меѓутоа морам да признам првата седба предавањето на акредитивите беше фасцинантна за мене. Мислам, целото доживување беше нешто што едноставно го доживувате еднаш во животот. И нешто што е нествено за овој модерен начин на живење, ако сакате и модерна дипломатија, едноставно е нешто сосема спротивно од тоа. Меѓутоа, средбата со папата и муабетот со папата по предавањето на акредитивите, едноставно сте фасцинирани од човек кој ја чувствувате духовноста кај тој човек, го чувствувате понизноста и она што кажа скромноста. Мислам, далеку од тоа човек кој и те како остави печат во светската политика, човек кој се смета тачно. Меѓутоа, ја би рекол, еден од најмокните политички лидери, не верски. Верски е неспорно дека е најмоќен лидер, меѓутоа политички лидер во светот, ќе видите дека контактите со него беа контакти на едноставно луѓе не на човечко ниво. Баш на човечко. Мислам, не може тоа да се раскаже. Знаете, сеќавате политичари кои изникнале од со слаб интелектуален бекграунд, кој политиката им служи како средство за промовирање на или дефинирање на личноста или авторитетот кој се обидува да преку да го промовираат. Овде се работи за нешто сосема спротивно. По подолго време тоа е необичен дури и со изборот на местото каде што ќе почива. По подолго време се случува папа да не одбере, нели, да почива во Ватикан, туку да почива практично на територија на Италија, не на територија на Ватикан. Папата Франциск одлучи да почива во базиликата Санта Марија Маджоре, каде што вие, професор, имавте еден проект заедно со Георги Иванов, проект кој... Георги Иванов беше председател, тоа беше една од задачите кои ми беа зададени, така што проект кој практично на крај го донесе папата Франциск во онаа посета негова позната на Скопје. Може ли да ни кажете прво за проектот кој го имавте со папата токму во Санта Марија Маджоре, црквата во која што ќе почива? Добро, не беше нешто изненадување со оглед дека фреската е многу стара, мислам. Станува збор за Марија Маджоре, за апостолската, една од 4 апостолски цркви во Рим и црква каде што папата пред секое заминување на пат и по секое враќање во Рим се молеше. Така што не е нешто ново и не е нешто неочекувано, и самиот папа го избра местото. Мислам, папата веќе подамна навестува дека ќе си замине од овој свет. Мислам, со оглед на болеста која со оглед на ја носеше со години, така што не е нешто изненадувачки за она што му се случуваше во последните месеци. Меѓутоа се работи за една од постарите цркви и неговата посветеност на што има Македонија поврзано со Санта Марија Маджоре? Маджоре беше, знаете, имаше неколку табли, 2 или не знам колку, во чест на Кирил и Методи, и идејата на председателот тогашен Георги Иванов беше да Македонија во чест на
во благодарност од народот на Македонија во чест на Свети Кирил и Методи биде поставена плоча и тоа беше една задача која ја сватив крајно сериозно со оглед дека траела подолго време. На македонски јазик плоча. Да, на македонски секако и дека подолго време траела и сега знаете Ватикан сепак е структура која е доста бирократски поставена. И се направи плоча, што пишува на таа плоча? Ништо во чест на Кирил и Метод и благодарност од македонскиот народ. Тоа е нешто што не може да се избрише, знаете, северно македонски не може да се додаде или да се А чекајте, и оваа плоча се наоѓа во каштелницата во Марија Маџоре, там не знам сте го виделе местото каде што покрај гробот во Сан Клементе, каде што се поклонуваат пред гробот на Кирил и Методи, сега имаме и друго место за чествување, тоа е Марија Маџоре, каде што е плочата во чест. Практично папата Франциск ќе почива под надписот на македонски јазик. Таму почиваат и други папи, не е случаен изборот, да се разбереме. Ви кажав дека бев во една од гробниците на, можеби ексклузивно, единствено, мислам имав таа можност да бидам пријател со еден од наследниците на Боргезите кој работеше во Бамбино Джезу болница, папската болница за деца, педијатриска болница и кој ми ја укажа честа да ја посетам гробницата на Боргезите во токму во Марија Маџоре, каде што се закопани двајца папи и каде што целото семено стебло е во основа почива таму со оглед се шегував дека нема место за него, дека ќе мора да оди надвор од гробницата, меѓутоа тоа е нешто вонвременско, знаете, и целиот Ватикан е вонвременски. Чувството е припадност, луѓето, знаете, треба сепак да влезите позади зидините, да бидете дел од тоа за да ја разберите целата моќ и се што стои позади Ватикан. Со таа плоча практично Ватикан го признава македонскиот јазик како засебен јазик, извинете, со таа плоча на македонски јазик која е изработена од нив, не од нас, практично Ватикан го признава нашето право на Кирил и Методи, право кој одредени соседи ни го оспоруваат. Сега, прашањето ми е, Јанкуловски, како папата и како администрацијата околу него го прими овој ваш предлог, оваа ваша желба, оваа ваша дипломатска мисија, ако сакате, да биде поставена токму во оваа важна базилика, каде што сега ќе почива папата Франциск, оваа плоча на македонски јазик во која се признава македонското право на Кирил и Методи и општо македонскиот јазик како засебен. Ние до Ватикан, мислам, ние немавме проблем со комуникацијата Македонија, мислам, и папата во основа знаете да го наративо да ја пренесите приказката за Македонија. Македонија е лулкана, од тука е во основа расширено христијанството. Ние имаме Лидија, првата христијанка која е од Македонија. Не е случајно, го имаме приказката со оној војник кој му дошол глас Свети Петар. Знаете, да дојде во Македонија да им помогне на Кога тие приказки ги ние го имаме Охрид со својата религиозност. Ние имаме како се вика склоп на мешање на религии на ова тло кои екзистираат меѓусебно со векови. Знаете, кога тоа го пренесите, она што ме го забележа фасцинантноста која папата ја покажа кон нашата приказка за Македонија, како колевка на, ако сакате, на религијата. Тука, Павле, тука се движел, дајте, го имаме Паљуци, мислам. Имаме место кое е за свето место. На мапата на Ватикан, тоа е потенцирано како свето место. Така што не беше изненадување. Ја не знам кај. Баш сега ќе проверам. Да, не е лошо да не избрефираш со нас. Така што сето тоа придонесе, меѓутоа отвореноста на папата кон Македонија во основа не е нешто што беше тајна и нешто што се криеше, знаете. Кога градите добри односи со
Ватикан, забораваме која е моќта на Ватикан во меѓународниот Ова што систем. го зборува Љупчево, што го одговарате, професоре, зошто тоа не го искористивме, ако може така да се каже? Тоа е сосема друго прашање. Тоа зависи што сакавме. Знаете, во нашата дипломатија религијата е ставена на страна. Професионалните дипломати, како се нарекуваат, или кариерни дипломати, едноставно луксус име разбирањето на улогата на религијата во дипломатијата. Ватикан е пост кој или кој едноставно е маргинализиран. Со оглед дека повеќе размислуваат Ватикан како религиозен центар на католицизмот отколку Светата столица како држава која е сериозен актер во меѓународниот систем. Светата столица чија мека моќ е исклучително јака. Они немаат војска, они немаат легија, они токму тоа. Они немаат оружје. Меѓутоа се работи за држава која и те како влие на меѓународни односи. Знам кога беше кризата со Иран, која се навестуваше дека Соединетите американски држави може да влезат во војна, односно да го бомбардираат Иран. Знам дека на Сан Пиетро, мислам на пред базиликата се собра не знам колку илјадници луѓе, верници со запалени свеќи, праќајќи порака за мир. Порака за мир која одлуката за напад на Ирак, дали постоела или не постоела, не знам, меѓутоа знаете се повлекува пред моќта што ја има католичката црква, за тоа да бидеме реални. Они имаат 1,25 верници кои се следбеници на верата на католичката црква, милиарди, пардон. Така што, пазите, тоа е моќ. Наполеон кој прашал, односно не е Наполеон единствен кој прашал колку леги има папата Франциск. Одговор на францускиот државен секретар бил околу 200.000 да му кажи колку е моќта. Еден од овие суми на кандидати за наследници на Франциск бил точно испратен од папата во Русија да се сретне, со намера да се сретне со Путин, но таа средба не успела да стигне на тоа ниво. Стигнал да разговара само со поглаварот Кирил. Да. И тоа не вроила никаква дипломатска... Тоа не знаеме. Кај ватиканската дипломатија е една од најстарите, да се разбериме. Зашто не знаеме? Па зашто не се гледа? Не очекувајте. Немој да очекувате дека таму ќе излезат на пресконференција заедно со Путин и ќе речат ние остваривме средба и договоривме акционен план. Малку поразлично изгледа. Како изгледа? Точно тоа сакам да се работи за една од најстарите дипломати. Вие дипломатските представници на Ватикан имав можност да се запознам со некој замина во мое време со кој соработувавме. Се работи за исклучително образовани луѓе. Мислам, исклучително познавачи на меѓународната политика и луѓе кои ја знаат не само на црковна или духовниот дел од својата работа, ја познаваат и оној што би се рекло државничкиот дел од својата работа. Например, воспоставувањето или обновувањето на односите 2015 беше, ми се чини, меѓу Соединетите американски и Куба. Дали слушнавте, дали забележавте некоја активност постоеше позади одеднаш Ватикан беше тој што поседуваше Мадуро, Ватикан исто така во кризата во Венецуела. Сега гледаме дека и двата проблеми се решени, а не видовме ниту еден на меѓународна конференција, дипломатски средби. Тоа е тивката дипломатија, невидлива дипломатија. Зошто не успела Ива на кој вика дека актуелната ситуација? Па гледаме дека се... Чекајте, има тука кога размислувате за Ватикан и Советскиот сојуз, кај ми отиде? И Русија, ќе видите дека папата во основа е многу тивок во контекст на односите со Русија, затоа што он вели кога целиот Запад киксна во заштита на христијаните во Сирија, Русија беше таа што ја обезбеди таа заштита. И токму тоа е една од причините што папата Франциск беше повеќе или помалку наклонет кон Русија, затоа што ги брани традиционалните вредности, христијанските вредности во светот. Има сега тука една друга димензија, тоа е дека папата Франциск беше жесток критичар
на политики против миграцијата, на ксенофобните политики, беше промотор, ако сакате, и на мултикултурализмот. Една многу интересна ситуација. Сега ќе ви демонстрирам, а тоа е дека последен човек кој се сретна со папата Франциск, еден ден пред тој да почине, е подпредседателот на САД, според мене најверојатно за некои 2 години председател на САД. Тоа не знаем. Затоа што кога ќе видиме што прави овој, не верувам, не би се кладел дека ќе остане 4 години, но видовме средба на J.D. Vance. Од друга страна го видовме J.D. Vance колку беше агресивен на онаа средба со Зеленски, па прашањето кое нормално цинично се поставува на социјалните мрежи е дали можеби со своето однесување J.D. Vance го предизвикал тој мозочен удар кај папата. Познавајќи го папата, не. Мислам, го обожавам јас. Пазете, велат односите меѓу Ватикан и Соединетите Американски држави се односи на две суперсили. Во теоријата, мислам, оние што ги анализираат односите велат тоа се односи од една страна имате верски и духовен и државнички лидер, во Ватикан имате од другата страна председател на Соединетите Американски држави. Интересен е разговорот што го водеа при првиот мандат на Трамп во Ватикан, каде што папата му кажува на тоа дека вистински христијани не гради зидови, туку гради мостови на повезување, а одговорот на Трамп во негов стил беше дека кога ќе станете, кога ќе бидете нападнати од ИСИС, затоа што последниот трофеј на ИСИС е Ватикан, вика, ќе посакате Доналд Трамп да биде председател на Соединетите Американски држави. Така што меѓутоа да се разбериме, почита, респектот кон папата секогаш стоел од страна на американските председатели. Всушност не од страна на американските, од сите председатели во светот. Во тоа ќе ја сватите мокта која папата има во меѓународниот систем. Она што, повторно кажувам, нашата дипломатија размислува од аспект на религијата, ние и така го анализираме папата. Папата е врховен поглавар на Римокатоличката црква, притоа забораваме дека тој е државник од највисок ранг. Човек кој те како може да влијае преку каналите, преку дипломатијата која е исклучително мокна и преку членството, односно преку верниците. Добро, професоре, како изгледа, бевте амбасадор, како изгледа таа дипломатска на ова ниво, кога станува збор за дипломатија не директно на луѓе кои се од кариера, туку еве во рамки на на Ватикан, како изгледа дипломатските односи? Како изгледа, мислам, еве. Како се преговара, како се настапува, вака еден најпрактичен случај. Кога предавате тоа преда меѓународно право со години, мислам. Еве има веќе теорија на заговор затоа што J.D. Vance католик, велат дали отишол можеби за оваа последна средба за да му направи преврат на Доналд Трамп. Как? И да добие благослов и можеби благословот за идниот председател на САД дојде токму од папата, па сега треба да видиме како ќе реагираат Конгресот. Католиците играат и каква улога во изборот на председател на Соединетите Американски држави. Па добро, до сега имале двајца. Првиот е како се викаше Џон Кенеди, кој загина во атентат, а вториот не загина во атентат, но си замина малку така како сенилен. Да. Тоа е Џо Бајден. Да, значи двајца председатели во историјата на САД биле католици, Џон Кенеди и Џо Бајден, иако над 40% од американците се католици. 30 некој, не знам колку се. Точно си ја знаат мокта на католичката црква и на Ватикан, председателите на Соединетите Американски и америчката дипломатија. Имав можност да бидам пријател со американскиот амбасадор во Ватикан. Знам што се направи и што правеше во контекст на односите, во градењето на односите меѓу Ватикан и Соединетите Американски држави. Се работеше човек кој бил на место на одредена католичка организација, која е и текако влијателна со Соединетите Американски држави. Се работеше за некариерен дипломата кој со промена на власта, односно падот на
односно новиот председател, доаѓањето на Трамп, си се спакува и си замина назад во Америка, така да дојде жена му на како се викаше спикерот на парламентот што беше на конгресот во Нјуланд, ми отиде. Мислата. Ненси Пелоси. Не, во ред. Сега Добро. така што никогаш не ја поцениле моќта. Она што ние не го свативме моќта на папата и улогата на папата во доаѓањето во Македонија. Затоа што престанавме ние да испраќаме амбасадори во не Вие сте престанавме. последен или имаше? Не, имаше после мене Па не ги Ефремова. знаеме, тоа е уште пострашно, Па значи. добро, во основа пак ви кажувам, се работата Добро, кој беа после вас, професор? Марија Ефремова ми се чини и сега моментално имаме Вршителна должност. вршителна должност, да. Зошто така наивно се доживува реакција вас? Беззначајно некако. Па, ама Ако тоа е една Америка се трудела континуирано да се тоа е одржи односот, напред, тоа е односот, знаете, кога религијата не ја сметате како дел од вашата Ама работа. како може да не ја сметаме, професор? Па кариерните дипломати така размислуваат. Нивниот начин на размислување за дипломатијата е, ви кажав, дека тоа е амбасада која е надвор од оние централните амбасади, при тоа намалувајќи го значејот и на амбасадата и на односите, далеку на односите, меѓутоа намалувајќи го значејот на амбасадата во контекст на она што ние го бараме во билатералните односи со другите држави. Во вториот дел ќе ни откриете, професоре, како нели сте договарале практично да дојде папата Франциск во Македонија, но пред да завршиме со првиот дел имам уште една анализа. Прашање, има и одредени контроверзии околу папата Франциск. Контроверзиите се од три аспекти. Првиот аспект е дека тој е премногу либерален. Има дадено изјава дека хомосексуалноста е греф, но и тоа е дел од природата и дека кој сум ја да судам. Кој Тоа е тој неговата да историска суди изјава на хомосексуалците и дека можеби како се вика, дека можеби треба да се размисли, тој е за легализацијата на бракови во склоп на државите на хомосексуалците, но за црква немаше отворен став. Тоа е првата само едно прашање, што се смени во учењето за хомосексуалците во Светата столица, односно во Ватикан? Да, но тоа е радикален ништо не е сменето, само радикален поглед од страна на еден папа. Значи, второ, во однос на миграцијата, тука има, освен со политиката на Доналд Трамп, кој е многу против мигранти и против миграција, ова се соочи и се судри со политиката на многу европски лидери кои не ги поимаа работите баш така. И третата точка на судир на папата Франциск е со жените. Со жените, да, односно со вклучувањето нивно во тој вели дека црквата треба да почне да ги вклучува жените повеќе дури во раководни структури, нешто што 2000 години не се случува. И последно велат дека тој бил близок со авторитарниот режим, со диктаторскиот режим на Перон во Аргентина. Тоа последното ќе го ставиме настрана, затоа што тоа е една од забелешките кои се обидува да ја објаснат, меѓутоа познавајќи ги односите и познавајќи за каков човек се работи, не би рекол баш дека е така. Човек кој исклучително бил со масите, со луѓето, во Аргентина и човек кој успеал да избалансира во тој систем на репресија и на тоталитарно владење, кој во функција работел за аргентинскиот народ. Мислам, тоа се дел кој останува необјаснет, меѓутоа ако прочитате внимателно ќе ја видите неговата улога за цело време на владењето на хунтата. Така што тој дел отпаѓа. Околу жените, да, направена е одредена реформа, меѓутоа останува.
како се вика, Да не може жена да биде папа. не може да биде вклучена во свештенството. По ствари папа е татко, тогаш ако е жена поглавар на црквата ќе биде мама. За мигрантите во основа хуманизмот кој го пропагира и кој е основа на неговото владење, на неговото папство, во основа е одразува само став кон луѓето кои бегаат, односно луѓето кои бараат подобра иднина и луѓето кои не треба да бидат оставени на милост и немилост на она што би рекле брановите или на неможноста да најдат безбедно тло. Неговата посета на Лампедуза, тоа беше првиот знак дека е целосно посветен на мигрантите. Точно, политиката беше критикувана со оглед на и на Италија и на европските држави во односот на мигрантите. Меѓутоа забораваме неговата улога во екологијата. Он неколку енциклики беа донесени кои исклучително се, ако ги читате, се исклучително современи четива за тоа како светот треба да изгледа, односно како екологијата треба апсолутно најенвајрменталистички свесен во основа верски лидер во историјата на човештвото. Тој го зема името на светиот Францис, кој е во основа монах од 13-тиот век, кој бил подан на сиромашните. И на сиромашните, меѓутоа првиот екологист во светот. Имав можност да го посетам гробот, местото каде што почива и знаете, јас сум од оние рационални научник, мислам, што може каде што барате логика во нештата, не можете да одите во спекулативни размислувања или да ги гледате работите надвор од она што е реално и она што е плюс правник, прагматичен. Меѓутоа, нешто што забележав е тоа дека имаше јато птици кои токму беше над гробот. Што беше, можете како сакате да го објасните, меѓутоа човек кој велат разговарал со животните, човек кој нормално во крстоносните војни го направи првиот контакт меѓу муслиманите и христијаните, така што не е случајно избрано името и не е случајно неговата посветеност на тоа. И ќе најдете и многу критики нормално за неговото, дури и Ватикан имаше кардинали што ја критикува неговата работа, затоа што оди таму каде што најмногу боли. Да, но од друга страна ја продолжи политиката на Бенедикт 16 и немаше големи истраги, големи казни за оние педофили. Не би рекол така. Не би рекол, чекайте се критичарите верат дека не доволно радикално се борел против педофилијата. Што значи радикално? Па да ги праќа у затвор. Кардинал беше суден во Ватикан од нивниот суд. Најблискиот човек кој водеше економската реформа, австралиски кардинал, дозволи да биде испрашуван и да замине во Австралија на судење. Чилијанските бискупи, каде што беше констатирана голема афера со злоставување на малолетни лица, ги повика сите оние кои биле дел од ланецот на злоставување, лично им се извини и ги повика бискупите чилијански, побарајќи од нив да си поднесат оставка. Да, така што не е радикално, во право е злато. Не знам, знаете... Радикално, знаете, мене прво нешто кога ќе помислам на педофил е да го видам обесен. Не ми... Или пак во најмала мера да биде во затвор или нешто слично. Сега оставка, it's not enough. Воопшто не е папа кој не презема радикални мерки во Ватикан, да се разбериме. Меѓутоа тоа не се гледа. Ви кажав, целиот концепт на функционирањето на државата е не е невидлив, меѓутоа не е транспарентен на оној начин на кој ние очекуваме тоа да се случува. Се работи за неверојатно централизирана, неверојатно моќна организација која во основа се штити самата себе. Одиме со кратка пауза за реклами, по која, почитувани слушатели, ќе откриеме како Ѓорги Иванов и Звонимир Јанкуловски успеа да го донесат папата. Ама и кој ќе го наследи папата Франциск? Нормално кој ќе го наследи
папата Франциск е второто прашање и третото прашање е па зошто не сме ние католици? Ќе го искористиме овој момент, оваа светска фама околу смртта на папата Франциск, да етаблираме една табу тема во македонското општество. А тоа е поврзаноста на Македонија, македонскиот идентитет, ако сакате, со католичката црква. Имено, во 18 век во едно место, сега веќе во Грција, тогаш во егејскиот дел на Македонија, Кукуш, се раѓа Кукушката унија. Кукушката унија се раѓа како протест против влијанието на црквата и тоа што грчката црква тогаш им го укинала македонскиот јазик во црквите и одлучуваат нема да одиме со вас, нема да одиме со бугарите, односно со екзархијата, ние ќе си подпишеме унија со папата. И така, како источен одред во католичката црква, вие може да видите свестеници кои изгледаат исто како нашите, пеат исто како нашите, имаат обреди исто како нашите. Единствена разлика е што во тие споменувања, наместо да го како прв да го споменат патриархот Константинополски, тие го споменуваат папата. Инаку се друго е исто. Тие луѓе се нарекуваат унијати, односно источна рита, односно имаат источен тип на католицизам. Еден од подписниците на Кукушката унија е дедото, па потоа и таткото на првиот човек во нашата химна, на Гоце Делчев, кој е сигурно роден како католик. Сега, зошто кога веќе ние сега ја отвараме историјата и ние сме сега отворени кон сите, отворени сме кон Бугарија, па сега преговараме, одговорени сме кон Грција, сега преговараме со нив, но зошто пред нас не ја откриеме вистината дека апостолот на македонската револуционерна борба, Гоце Делчев, бил католик? Тоа сепак со некој друг кој ја следи ова религиозна страна на односите меѓу католичката црква и унијатството во Македонија, така што не сум висоговорник за тоа, дефинитивно, за тој дел. Со оглед сепак дека кога размислувам за Ватикан и Светата столица, размислувам од оној секуларен дел како држава која игра значајна улога во меѓународните односи, држава со која градиме односи врз основа на взаимно собирање и споделување на заеднички вредности кои и те како ги имаме, како во поглед на луѓе, во поглед на култура, во поглед на се. Така што, меѓутоа, ова е значајен дел, можеби и во контекст на посетата на папата на Македонија, затоа што папата дојде во држава која во основа има само 1%. Да, но Паљуци кој го споменавте било унијатско село. Апсолутно. Многу од нашинците од Егејска Македонија кои се пребегани во Струмица до ден денешен се унијати, односно католици. Од таква фамилија доаѓа и првиот човек на католичката црква во Македонија, бискупот Киро Стојанов, кој според мене во минатото покажал по-патриотски ставови кон Македонија во однос на, сега нека ми простат, но во однос на, не сум јас тој што ќе суди, но во однос на неколку значајни владици во Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Може би сум претерано либерален за македонските стандарди кога размислувам вака и гледам вака, но може би треба ние да ги отвориме овие табу теми и да прашаме, еве, го решивме проблемот со Србија како црква, МПЦ и СПЦ го решија пред се благодарејќи на патриархот Порфирий кој покажа една огромна големина да го надмине овој историски спор, но нас и понатаму сега ни останува проблемот со Цариград, кој не впишува таму, кој бара да се промени името на црквата, да не постои македонска никаде и така натаму, па прашањето е зошто на крајот од денот ние не се договориме и нашата црква
не стане дел од Ватикан и ние не Затоа што- станеме една голема унијатска црква на Балканот, па можеби дедо Стефан ќе го бираат за, како се вика тоа, Надбископ. пак има право да го бираат за папа. Еве сега на пример има дедо Киро, Не, Киро Стојанов ќе не- биде дел од тој ќе биде во конклавата практично. Мислам, не, сепак ти треба соговорник за ова, некој Да. Нема легитимни се професоре, Не, прашање легитимни ово, се, меѓутоа не Зошто да не го учиме ева на учебниците делов со го цедел? Ние сега ќе учиме Пример. дека бугарите во нашите учебници ќе учат дека бугарите викаат дека е бугарин, а неговата нешто што е јасно, нели, дека тој бил католик, роден, крстен, како католик кој подоцна можеби, нели, станал дел од бугарската екзархија за да работи, за да предава како учител таму во секуларна школа, не предавал попски. Еве едно интересно само констатирање од Ташко Јовчевски, Гоце бил унијат, тоа значи православен, кој го признава папата за христијански Да, првенец, поглава. инаку сите проблеми ни се од правите, во наводници, православни меѓу нас. Па да, бе. Добре, тоа е сосема друго прашање во односите. Професорот дипломатски одбива да одговори. Не, овие тоа е начинот прашања. на кој одбивам да размислам во односите што ги градите со Светата столица, односно со Ватикан, затоа што едната страна е духовната, да се разбериме, таа и ми оставам на свештениците. Во основа кога заминувате како амбасадор, ја гледате другата онаа државничка страна на односи кои ги градите со Светата столица. И тоа е единствено исправен став. Затоа што они имаат други канали на комуникација, екуменството, сето тоа, можноста да... Знаете, како дел од политички теории на правен факултет, Ненад Марковиќ, професорот, поздрав до него, се обиде да ни објасни теолошката разлика меѓу православието и католицизмот. Е сега, главната разлика е околу Светото Тројство. Духот. Односно, кај нас се вели дека нели доаѓа се од Отецот, Синот и Светиот Дух. Е сега, во кај католиците е Отецот и Синот и Светиот Дух, односно Поделен. кај нив е Светото Тројство поделено, кај нас е едно и сега ние во суштина се замараме за преводи од 10 век на некакви работи, дали се точни или не, и според мене оваа теолошка разлика околу Светото Тројство, која е суштин и второ што беше околу светиот карактер на Дева Марија, каде што католиците велат дека таа што била, дека имала Токму е она на која папата Франциск се молеше пред секое заминување. дека тие малку поише ја ставаат на пиедесталот Да. од нас, кои иначе имаме дома од Богородица имаме икони, што де факто представува идеопоклонство, но нема везе. Кој ќе видиш на крајот од денот, тоа е се едно исто, барем според мене, или можеби јас немам толку длабоки познавања Немаш, духовни и така очигледно, натаму, така но што- мене некако овие дали треба да има и пред синот. Ние име сменивме, Суштината па сега на за едно и ќе светото, правиме, бе. суштината на Не, светото не, не, тројство не. е во нас самите, во секој еден од нас. Не, Да. тоа се веќе теолошки Значи, прашања. Мислам дека имаме луѓе кои се занимаваат со тоа, кои подобро ќе ги Ма објаснат. не, ние македонците можеме, ние анкети која има, може да ставиме и Не. коса црта, или и да го решиме целосно теолошкиот проблем помеѓу католиците и кога е православните. разидувањето, има и зошто е Политичко е разидувањето. разидувањето, да се разбереме. И во основа има и приближување, меѓутоа останува отворено прашањето кој ќе биде. Ни замерија дека сме премногу розеви, условно речено, на тема Ватикан, сме заборавиле на инквизицијата и зверствата на католичката црква. Па не сме заборавиле се, од кај тоа дека сме заборавиле. Мислам, Тоа што не мара праш- не е крив папата Франциск за папата Клемент што ги убивал, како се вика овие темпларите, или некој што палел вештерки у 15-14 повторно век. влегуваме во на, како се вика, ја што ја викам духовна или верска димензија на Светата столица, забораваме кој е. Франциск е виновен за тие настани, исто колку што не знам, како се вика, дедо Стефан е виновен за тоа што Каравангелис убивал македонци во Не, Египска мислам, Македонија. Затоа што и се одиста Добро, црква се сеа. тенденцијата на доживувањето на ваквите дебати од нашата Да. јавност е да има за или против, односно да има во основа треба да се таргетирање доживее, на- треба да
треба да се доживее Ватикан. Мислам, знаете, имате многу теории кога е еден систем затворен, а Ватикан е сепак затворен систем. Знаете, теории на заговор, теории на поинакви размислувања, секогаш има позадина која бараат во други работи кои не коинцидираат, меѓутоа кога ќе ги помините, кога ќе ги запознаете луѓето, свештенството, кога ќе запознаете како функционира државата Ватикан, градот држава Ватикан, тогаш ќе видите дека се работи за крајно сериозен субјект во меѓународното право. Професор, како го договоривте папата да дојде во Македонија, како изгледаше сето тоа, што му викавте, ајде дојди, тоа се поклопи со мајка Тереза, односно со нејзиното прогласување за светица, Гонџа Бојаджиу од Скопје, за кој има повеќе тврдења. Нејзините живи наследници велат дека е влаинка, албанците во Македонија велат дека е албанка. Ние ги прифаќаме сите. Но генерално ние не може да се договориме родена е во Скопје. Што е по националност некој кој некни умрел, но тоа е. Ќе ставиме како со тројство во света цртичка ти решто да. Влаинка и или албанка, албанка и или влаинка. Важно Скопје. Нема договарање, едноставно например ова што е посетата на делегација, државната делегација на во чест на Свети Кирил и Методи се случува секоја година, 69-та година, ротираат тројцата. Тоа е настан кој по дефиниција во основа остварувате прием кај папата, се гледате со папата, оно што ја е носител на делегацијата, во основа има средба со папата, доста релативно многу крут протоколарен митинг, меѓутоа со председателот Иванов успеав да издействувам државничка посета, она што, знаете, се работи за председател на држава со, како сакате наречете го, монарх, апсолутен монарх, религиозен монарх, во теоријата различни називи се користи, меѓутоа начело на држава. И таа посета, мислам дека беше клучна, го отвори патот и нормално сите оние приказки кои беа раскажувани во контекст на Македонија, во контекст на нашата духовност, на тлото на Македонија, во основа очигледно побуди и интерес кај папата и она што многумина не знаат. Велат овој папа е глобален папа кој се движеше по периферијата на светот. Кај многу сега пофалба за нас, ние дојдовме, ние мислиме дека сме центарот на светот. Ние може да мислиме, вие велите дека сме сега периферија. Не, може да мислиме што сакаме, меѓутоа посетата на Албанија, првата и се навестуваше посета, имав информации дека папата ќе дојде пред да ми заврши мандатот. Нормално сето тоа беше јавено во Скопје, затоа што сепак имате неформални средби. Меѓутоа имаше посета на Паролин 2016 година во Скопје, каде што беше воодушевен од сеж во врска со Македонија, посети црквата католичка во Струмица. Паролин е еден од кандидатите, државниот секретар на Ватикан, оној што во основа ја држи администрацијата, ватиканската администрација, државничкиот. Ако стане Паролин папа, затоа што лично се познава со професорот, професорот може и за него да напише книга. Да ви кажам, се работи за исклучително луциден и исклучително спремен, мислам. И ако стане папа Паролин, тој ќе биде покрај Бранко Црвенковски и Франциск, третиот папа кој го познава. Ги разбира меѓународните односи. Во визионерска смисла или во секаква смисла. Треба да ги запознаете. Мислам, стварно, знаете, кога ги опишувам, доаѓам од академска фела. Не е дека не сум се сеќавал со луѓе кои биле и академски образовани, и луѓе со кои сте можеле да остварите и контакти, муабет и на некој повисоко интелектуално ниво. Меѓутоа, тука ќе види во Ватикан сеќавате луѓе кои имаат и двете страни, имаат духовната, меѓутоа имаат и она интелектуално образовна страна. Паролин е еден од нив. Неговата посета, мислам, беше клучна за доаѓањето на папата како
предвестник на доаѓањето на папата Професоре, во пред да Македонија. се случат сериозни промени во високи мокни структури и личности, гледаме филмови, например, тоа беше еден предзнак дека ќе има афроамериканец Америка председател, беа филмовите. Гледаме и филмови каде што сега со црна боја на кожата е папата, да речем. Има двајца меѓу осумината кандидати кои се со темна боја на кожата. Присвртот во однос на карактерните особини и профилот на Франциск, може ли сега да значи дека и веќе има... Не знаеме, Светиот Дух ќе кажи кој ќе биде идниот папа, така што може само да спекулираме кој ќе биде идниот папа, меѓутоа пробајте од оваа научнава, прагматична не би перспектива да не би влегол во тој прагматичен дел, затоа што имав еден муабет се водеше на една вечера меѓу една од амбасадорите во Светата столица и свештено лице кое беше дел од администрацијата во Ватикан. Интересно прашање, беше релативно млад, учел за пилот, престанал со да ги посетува како сика академија, што и да е, и се посветил на Бога, стигнал до таму каде што стигнал, и прашањето на амбасадорката беше несоодветно. Што ве натера да преминете во свештенството? И се обиде да ја објасни дека тоа е средбата со Бога. Што за човек кој, знаете, рационално, логички размислува, вие што викате прагматичен, меѓутоа таа продолжи, што значи тоа? Сега како да ја објасни, знаете, има работи кои не можете да ги... Имате работи што не можете да ги објасните. Ексклузивна информација. Председателот не сака сега Јанкуловски да не одговори, но имам јас и своји избори. Не е тој првиот дипломат кој бил ангажиран од Радио Лидер. Како што македонец му се јави на Павле да дојде во Европа, така вас ве замолувам и ве повикувам повторно еден папа да ја посети Македонија. Ова му го кажал председателот Ѓорги Иванов на папата Франциск, и нивната средба траела многу подолго од вообичаената средба на еден шеф на држава и папата, а истото ова го тврдат и за последната средба на Гордана Селјановска-Давкова и папата Франциско, исто така се задржале многу подолго од што со другите лидери, например, затоа што тоа е еден пакет каде што тој се среќава со 4-5 лидери во еден ден, и сега ќе видите, например, не знам, од Косово, од Албанија, од Србија, како се среќаваат 15-20 минути, а и сите надвор чекаат, затоа што со македонецот во два наврати, првиот пат со Ѓорги Иванов, вториот пат со Гордана Селјановска-Давкова, со Ѓорги Иванов многу повеќе до душа, папата заглавил во еден убав разговор. Се во, знаете, имаме приказки за раскажување, имаме наратив, имаме стварно што да понудиме на светот. Сега видете, јас сум... Ова е точно, ова што е напишано е точно, затоа што кога излегувате од Апостолската палата, има различни излези, има една, сега ќе ви ја покажам после сликата, да видите како изгледа, има бакрорез, ми се чини како македонски војник му кажува на Павле да светиот Павле да дојде во Македонија и да помогне. И тоа е поклон исто од председателот Иванов, ми се чини, од председателот Иванов, и не знаевме каде, меѓутоа кога излегувате начело ја гледате сликата или гравурата, како изработена од Маријан Камиловски. Не знам од кого ми остави исклучителен впечаток. Од проектот Скопје 2014. Кога знаете дека го имате во основа тлото каде што во основа христијанството на запад доаѓа од Македонија, да бидеме, ако знаете тоа да го представите, ако знаете сето духовно богатство што го имаме на ова тло да го представите во Ватикан, резултатот е... Јас понекогаш знам да бидам многу критичен кон Иванов, но овие работи, но и она погодено време, оној став што го имаше со амнестиите, кои години подоцна ние свативме дека само губевме време со сите овие судски процеси на СЈО, ние сваќаме дека господинот Иванов всушност
имал многу визионерски, правилни потези во вистинско време, направил подвиг, затоа што пак од друга страна за папата знаеа да кажат тогаш, повторно овие теоретичари на заговор, дека тој доаѓа во Македонија само како еден глобалистички да го потврди промената на името. За да ја потврди промената на името. Тоа беше еден од наративите кои се ширеа тогаш. Прашањето ми е, Јанкуловски, поради тоа дојде папата или поради тоа што Иванов претходно го договори на начинот на кој што ние кажавме? Тоа е работено, председателот Иванов беше и при прославата на 20 години. Имавме исклучително добро представување во Македонија. Во Ватиканската библиотека, која е исклучителен простор во Рим, каде што беа представени словенските ракописи од 11-тиот месечини век и понатаму. Имавме представување на плоштадот Венеција, во изложбениот салон во центарот на Рим, каде што огромна плаката стоеше со Македонија, со резбите од Македонија. Имавме представување во еден од универзитетите. Имавме исклучителна соработка со педиатриската болница. Имавме подпишан меморандум за соработка со универзитет, Ватикански универзитет, со државниот универзитет во Скопје. Сите тоа моминато свршено, професор. Работата е, знаете, во дипломатијата ги надградувате односите. Тоа е суштината на дипломатијата. Што е направено после вас, не можете да судите за нешто што е било или што е после вас. Меѓутоа, имаше активности кои беа стварно исклучително важни за нашето представување и градењето на односите со Ватикан. Така што и посетата не беше случајна. Беше порака која папата сакаше да ја прати кон светот и кон Европа од Македонија. Има зашто, меѓутоа да им оставиме, пошто имаат центри за анализа кои се бават со тие работи, да оставиме конечно да најдат одговор зошто папата дојде во Македонија и што беше целта на посетата, затоа што ретко папа се решава да дојде во држава каде што има 1% на католици, меѓутоа како што велат, каде што е жива верата, мислам тоа го кажа и Паролин, тоа го потенцираше и папата. Папата испрати сериозна порака од Македонија, кој да ја разбере, мислам. Далеко од тоа дека Северна Македонија ние успеавме да во билатералните односи не ослувува со Македонија, меѓутоа ние го сменивме името. Да, нема сега веќе. Мислам, знаете, имавме табла со Република Македонија, се имате табла со Северна Република Македонија. Искрен, затоа што професорот не сака да шпекулира, да шпекулираме и јас и ти. Потенцијални, опрости ми папе. Значи, потенцијални нови папи. Бранко Црвенковски не е во изборот. Тоа е вече. Иако овде, нели, така го нарекува, без да го сквернаваме светото име на папата, споредувајќи го со еден транзиционен политичар кој не е така лош со оглед на тие што го наследија во неговата партија. Рака, ако не се лажа. Како? Бакнува рака, ако не се лажа. Да, имаше нешто. Некаква света столица и таму малку различно, значи Пиетро Паролин од Италија се смета за модерет. Понатаму е Петар Ердо, тој е од Маđарска, ние како стратешки партнер за Унгарија, би требало да ни е фаворит. Но него го сметат за поконзервативен. Да. Луис Антонио Тагле од Филипините, така малце на кај лево факел. Матео Жупи. Па и овој папа беше. Да, и овој беше од тие лево. Тој е исто модернист и малце на кај лево. Кардиналот Реймонд Лео Бург од Америка. Да. Арч-конзервативец, значи и многу бил критичен кон папата. Папата Фрањо. Вилем Джакобс Еик од Низоземска, односно од Холандија, конзервативец, кој за чудо. Потоа Петро Кодво Турксон, кој Турксон исклучително, од Гана, од Гана. Исто модерейт, така. И кардинал Малкон Ријат од Шри-Ланка, конзервативец. Има еден грк.
Па нема е, овие тука нема. Вчера во емињето Немој ке ни тргне таблата. Да. Толку се мачеле и пред амбасадорот и Иванов и све, и сега таму ако дојде ќе останеме без табла во... Таму е запечатено. А кои се другите три јазици на кои што е таблата мала дигресија од тоа? Не, на македонски. А од 4 табли рековте? Не, има од словачка, ми се чини имаш од две сега бугарите ми се чини ставиле после нас, не знам, стварно не знам што се случува таму. Важно е дека се после нас. Важно е дека е таму. Мислам, знаете, успехот беше дека е поставена табла во Марија Професор, вие Маџоре. навивате за Паралин? Па искрено да. Иако сега Турксон која знам има седби со него исклучително. А нашиот епископ од Скопје, Киро Стојанов, теоретски тој може да биде избран за папа. Ама теоретски зборуваме. Тој ќе биде во конклава. Има право секој, да. Повторно, избираат кардиналите над 80 години нема право да гласаат, под 80 гласаат, со тоа што повторно ви кажам, не е нивен гласот. Во основа нив ги Светиот Дух. Мислам, тоа е како оваа приказка што ви ја раскажав. Зошто се посветил на Бога? Како да ја објасни зошто се посветил? Некој ќе рече дека и македонците ги водел Светиот Дух во гласањето што беше за референдумот за промена на името, па токму затоа гласаа по у 2 секунди 40 души у просек. А и пак не успеа референдумот, да. Особено во Западна Македонија, Светиот Дух беше поприсутен некако. Да. Така што ја тоа да го ќе видиме, мислам ќе биде интересно, мора да се признае, меѓутоа и многу важно и генерално и за еретички шеги ово утро морам да признам, но ќе ми прости Господ, јас. Твојот стил е тоа, уникатен се секако. Ќе биде исклучително важно и за светот и во основа за новите односи, затоа што Ватикан практикува мека моќ во меѓународните односи, како вели Бисмарк, вика дипломатија е без оружје, е како музика без инструменти, ама прифаќа како сика да преговара по падот на Вториот рајх, така што дипломатијата на Ватикан е токму тоа, дипломатија без оружје, меѓутоа како акапело верзија во музиката, па да. Што, сепак е возможно, професор? Па како ја вода, тоа е меѓутоа знаете, имаат тоа ви е 15-16 век дипломатија традиционална, имаат протокол да ви кажам кој нашиве би требало додат на обука. Безпрекорен протокол, мислам. Кралски... Го имавме министар за надворешни кај нас, кој беше? Во нашата црква, дедо Тимотеј ли беше? Не, он беше за односи со јавност. Да, не знам. Не знам, стварно знам. Тимотеј беше последниот што дојде. Имав многу смешни комуникации со него, прекрасен човек. Малку така знаеше да ни се наљути нас, новинарите, па да не поврзе со служби, со удба, со се и се што, но тоа се некои денови кои се зад нас, на вистина маркантна фигура. Последниот ден за Великден, тој се обрати јавно, еден ден пред да почине, папата Франциск. Претходно постојано, знаеше и болен, во многу лоша здравствена состојба, да излезе помеѓу верниците, да го видат. Го доближи, ја доближи светата столица до народот како никогаш предходно, да. Никој во историјата на христијанството, ако сакате, ќе отргнеме на страна католицизмот, целото христијанство, и ставиме и протестанти, и ставиме и православните, никој верски лидер не се доближил толку многу до обичните луѓе колку тоа што успеа во овој краток период на владење да го направи папата Франциск. Тоа им создаде сериозни проблеми на безбедносните служби што го штитеа папата, затоа што во неговите, знаете, оние контакти со масите, со луѓето, во основа знаеше да биде комплетно непредвидлив, мислам, од она што било замислено и она што се реализирало е сосема нешто друго. Ви благодарам, професоре. Ти благодарам, Искра. Јас уживав, слушнав и многу интересни работи од тебе и секоја емисија се повеќе ме воодушевуваш со информации и знаење. Фала ти. Почитувани слушатели, на крајот ќе завршиме оваа емисија со сочувство до бискупот Киро Стојанов и католичката заедница, кој е значаен дел од нашето општество, значаен дел од Македонија, сочувство за смртта на нивниот лидер, вечна му слава. Урби е торби, тука мора да
прогласиме крај на оваа емисија. Се гледаме повторно утре со нови анализи, дебати. Оваа тема мислам дека ја исцрпивме за денес. Простете ни што не ве оптоваривме со дневна политика, но некои луѓе и некои настани се многу поважни од оние дневно политички превирања кои можеме буквално да ги зборуваме секој ден на 98,1 FM.